Доктор Салија, најнапред да ви го честитам денот на ромите. Тука сме на вашето работно место, вие сте стоматолог, поликлиника Чаир. И мислам дека за да разговараме за ромите и нивната еманципација, можеби и не треба во 21. век, но потребата, дел од менталитетот е таква. Вие сте пример за успешен човек. На ниво на држава се разбира, а и во меѓу вашиот народ. Па една порака. Борбата низ децениите, низ годините, за жал се уште во 21. век за основните човекови права, за еманципацијата, за вклучувањето на жените во сите сфери на општеството. Јас навистина силно се надевам со поголема поддршка од страна на носителите на политиките, со поголема поддршка од општеството, од нашите останати сограѓани, ќе успееме да речеме да се избориме за да можат да сепак да не прифатат како и сите останати граѓани рамноправни во ова наша држава, која што и ние си ја сакаме и сме верни на нашата држава, апсолутно, да. И сега да ве прашам, значи за една кариера за секого е малку потешко да се успе, треба малку повеќе труд, но со оглед на менталитетот, на односите кон ромите, имавте ли потешкотија лично да ми кажете? Секако дека да, патот на еден човек кој што припаѓа на ромската заедница секогаш е трнлив и секогаш е тежок. За жал тоа го почувствував и јас во текот на моите чекори кон образованието, кон професионалната кариера. Меѓутоа, јас имав многу среќа да имам голема поддршка од моето семејство, од моите родители, од мојот татко пред се, кој што навистина силно и двете негови деца кои што се жени, нели јас и сестра ми, да не поддржи во текот на нашето образование, секогаш нас советуваше дека нели за мажење секогаш ќе дојде времето, меѓутоа образованието е тоа кое што нас сите ќе не издига во ова општество. Така да благодарение на моите родители, исто така благодарение на стипендијата која што сме ја добивали јас и мојата помлада сестра во текот на нашето образование, ни помогна многу за да можеме да го завршиме нашето образование и останатото нели. Сепак ќе не зацврсти како личност, како карактери, за да можеме сами да си го најдеме патот во општеството во однос на работата и кариерата, меѓутоа сепак тука повторно ќе велам дека општеството е тоа кое што исто така треба да помогне, познавајќи ги, односно свесни сме сите какви за жал се уште предрасуди и стереотипи постојат кон ромската заедница. Но и одговорноста ги спомнавте вашите родители, образованието е задолжително. Основното секако задолжи и средното образование. До родителот е малку повеќе да биде ангажиран. Каква е состојбата меѓу ромите? Одат ли на училиште, да речам, во полна бројка, оние што се... Јас се уште се движам затоа што моите почетоци почнуваат практично од невладиниот сектор и секогаш сум човек кој што сака да враќа на својата заедница, пред се покажувајќи да речеме еден позитивен мој личен пример, се со цел за да можам да ги зајакнам, особено младите девојки, за да се вклучат во образованието, за да сепак станат на некој начин образованието е чекор за да можат они да станат и економски независни кога ќе склопат брак и тоа многу ќе им помогне. Така да јас лично сметам дека има доста голем придонес стипендиите кои што во текот на годините ги поддржува студентите, секако нели средношколците, за да можат да се вклучат во образовниот процес, за да не се осипуваат, меѓутоа во оние рурални места сепак сметам дека треба уште повеќе да се работи. Има доста работа. И сега за карактеристиките на твојот народ. Ромите се народ што се движи во целиот свет. Прифатен е заради музиката, заради ведрината во очите, заради најмал повод што предизвикува насмевка кај секого. Дали сум во прав? Апсолутно, да. Ние сме еден специфичен народ, многу убав народ, барем за мене лично, сега малку ќе изгледам субјективно, меѓутоа ние сме весел народ кој што се радува на животот, се радува на музиката, се радува, сака да живее, нели, да комуницира секојдневно со своите сограѓани, мирен народ, како што рекови на самиот почеток, верен народ кој што си ја сака државата и сметам дека државата на исто начин треба да враќа и на овој народ.
И мислам дека е народ со карактеристика и ако има проблем, не знае да овка ги. Знае да се избори со проблемот и снаодлив. Верувате во комплетната еманципација, работите на комплетната Апсолутно, еманципација? да, тоа е едно од зацртаните цели со кои што ние се изборуваме и работиме паралелно на тоа. Така да жените ромки мора да бидат вклучени во сите сфери на општеството, особено во образованието и во останатите сфери, и така како е многу битно. Ви благодарам за разговорот, учеството во нашата емисија и среќен празник уште еднаш. Ви благодарам многу, да сте живи и здрави.